Така, станува збор за богојавление, односно за Бог која се јави во три лица на реката Јордан, при крштевањето на Господ Христос, и тој спомен, тоа чествување секоја година Светата црква го подновува, го потврдува како такво, затоа што Света Тројца не била објавена во Стариот Завет. Еве прилика во Новиот Завет при крштевањето на Христос се појавиле трите лица, имено самиот Христос како второ лице од Света Тројца бил во водите и сите ги потопувале до врвот, односно до устите, до шиите во вода. Исклучок бил он не бил потопен до шијата, затоа што бил безгрешен, а останатите луѓе сите били потопувани во реката Јордан до врвот на главата, односно специфики, односно второто лице се појави. Третото лице беше самиот гулаб кој што слета над главата Исусова, кога баш се крштеваше од Јована, и третото лице беше гласот кој што кажа, ово е мојот возлюбен син, него почитувајте го, послушајте го. Така, таа полнота на Света Тројца, која што е многу значајна во Новиот Завет, Бог се јави во три лица, тоа ние го чествуваме. Тоа е чиста теологија, меѓутоа луѓето знаат дека треба се чествува тоа, затоа што нашата црква е многу ретка, нашето учење православно е многу ретко. И ние не знаеме што имаме во нашите раце. Многу значајна вера имаме, многу убава, сладка, совршена, Богом дадена. И затоа луѓето можеби не знаат во суштина, празникот, суштинскиот дел на празникот, меѓутоа од прилика, сите го чествуваат празникот. Со чествувањето на празникот, со честа кон трите лица на Господ Бог, Отец, Син и Свети Дух, така да и преку фрлањето на крстот, сета таа масовност, таа торжественост покажува дека нешто друго е тоа. Не е обична работа. И затоа Свети Кирил, кога кај хазарите го прашуваат овие агарјаните, каква е таа ваша вера? Еден Бог, три лица. Таква е, вика, нашата вера. Кога ќе зарониш во морето, во најдлабочината, таму има бисери. И вика, ние од таму вадиме бисери. Од длабочините морски. Односно, Бог само на нас, на христијаните, ни се покажа во три лица. Вам не ви се покажал и не може да го знаете. Тоа е тајна. Совршена тајна е. Несватлива често пати и за човечкиот ум и разум. Само накратко ќе ве прекинам. Спецификите на нашиот дел, на нашето поднебје, исто така како и во цела Македонија, меѓутоа од која ќе се долови крчето, нашите храбри деца добиват награди, меѓутоа не како по другите градови. Специфични награди. Чисто символични. Никакви награди не стоа. Некој ако им даде нешто, так. Не како, например, по другите градови со, не знам, такви големи награди. Кај нас се фрлат заради крстот, заради Бога. И секој што се фрла не за награда, туку за Божја награда, за духовна награда. И тоа е разликата, мислам, нели чувте во ланските години, по другите градови имаше расправи, па кој го фатил понапред, кој глупости. Суштината на фрлањето по крстот е друго е значењето. Не е заради парите, туку и нашите деца знаат, им кажуваме пред да дојдат тука, да се фрлат, треба да бидат православни христијани, треба да бидат крстени, обавезно, да бидат граѓани само од Струмица и пак подвлекувам, други и да се фрлат и да го фатат крстот, ќе им го земеме од раце. Не го даваме. Само исклучиво, од Струмица. Наговестувам, ни од селата, ни од нигде. За нашите граѓани е оваа фрлање на крстот. По сите села има свештеници, сегде има оваа можности да се фрлат. Така да, духовна е нашата награда и се разликува од останатите, меѓутоа гледам веќе и Охрид почнуваат, на духовниот дел да се сведуваат, него ли на тој физичкиот, на тој материјалниот. Господ Бог чекаме да не се јави
и тогаш баш на Богојавление сите води ќе бидат осветени и таа вода е богојавленска вода, посебна вода од останатите крстени води, таа не се расипува. Едно, второ не се употребува која ќе му текне. Треба тридневно постење за да се употреби крстената вода од Богојавление. Тие се специфики некои кај нас. Има ли веќе деца кои што се пријавуваат за фармање? 2 деца има пријавено до сега, ама ги се јават. Има 5-16 деца надоле, нема да видиме. Однапред им благодарам.